Од викендов, велеше не имаат место повеќе за уживање, релаксација и забава. Започна со работа новиот кафе-бар Арабеск, кој треба да ја збогати понудата за денска шема, но и ноќен живот во градот. Новиот кафе Арабеск ќе понуди нешто ново, на иновативен начин, што досега го немало во нашиот град. За опуштање може да се напиете турски чај со наргиле. Од четврток до недела ќе има бендови, групи, забава добра, дневна шема. Зошто токму вакво име? Токму вакво име. Кумата морам да кажам дека е сестра ми. Арабеск значи цветни орнаменти и како што гледате во кафето се со цвеќиња. Програма за задоволување на сите вкусови на гостите најавуваат и од менаџерскиот тим на Арабеск. Би поканиле пеачи, бендови, добри миња од диџејската сцена со цел да створиме една урбана културна забава кај што ќе имаме урбан народ културен кој што ќе може да се забавува без тоа да се осети дека му паќа цеир или било што. Се надеваме дека гостите ќе бидат задоволни од програмата, ќе се пронајдат во одреден дел кога би сакале да присуствуваат. Имаме промотивни цени на пијачки кои што можам да ги напоменам за разлика од другите конкуренти. Програмата за дановите од викендот ќе биде она што ќе го издвои Арабеск од останатите барови во градот. Предност ќе се дава и на велешките диџеи, бендови и пеачи. Јас сум прв за тоа да го има. Другите локали, да ти кажам најискрено, слабо даваат простор на велешки диџеи, на велешки бендови. Не дека самиот се наметнувам, али имаме добри дечки кои што пуштаат урбана културна музика. Си имаат свој круг на луѓе кои што мислам дека ради нив ќе дојдат таа вечерна забава. Има и добри бендови, како што напоменав. Би требало да им се даде предност, јас секогаш сум да им се даде предност на домашните, па имаме простори нели да комбинираме шема и од другите градови, затоа потом, али Арабеск кафе е спремно да им понуди на гостите забава од секаков вид. Али ќе напоменам дека од Велес естрадни уметници, пеачи, диџеи, бендови, секогаш ќе бидат добродојдени. Кафе-бар Арабеск е лоциран на приземјето во комплексот на Дуќани до Велешката гимназија, наспроти поранешно Панини.